Повторно сме тука, завршивме со македонски мајчин јазик. За трето оделение. За трето оделение, а сега што ќе учиме? Сега одиме во четврто оделение веднаш. Четврто. И имаме час по природни науки, за живеалишта, ќе зборуваме за животните, за растенијата и нивните живеалишта. Но пред се да те прашам, Цветко, каде живееш ти? Јас живеам во зградата во стокатницата. Таа што имаше форма на квадар по математика, она што го научивме. Супер, Марија. Исто, јас живеам во таа стокатница. Сите, Петко, Комшо, сите живееме, Дедо Менде, детективот, сите живеат во таа. Петко, колку ви е весело во таа стокатница. Биле? Јас живеам во куќа. Во куќа, супер, и јас живеам во куќа, но без разлика. Кога и да ве прашаме каде живеете, некој ќе каже во куќа, некој во стамбена зграда, некој ќе каже во град или село, без разлика сите ние имаме свое место на живење, место во кое што функционираме, си ги имаме условните услови и се снаоѓаме, но се запрашуваме што е со растенијата и со животните. Дали тие имаат свое живеалиште или место на живење? Вау! Па да, имаат. Птиците нели учевме дека си имаат гнезда. Но птиците преселници си имаат две живеалишта. Едно тука и едно да имаат долу во јужните. Супер, ќе зборуваме и за тоа. Значи, како луѓето, како најсовршени живи суштества, кога зборуваме за живеалиште, односно место на живење, мораме да ги спомнеме и животните, и растенијата. Нашата планета Земја е пребогата со разни видови на животни. Препознавате ли некои од нив? Да. Така. Мечка, мајмун, пингвин, зајче, елен, жаба. Но имаме животни, а имаме и растенија, различни видови на растенија кои што се, нели, живи суштества. Сега, животната средина е околина во која што човекот живее, исто како и животните и растенијата. Тој тука се раѓа, се храни, расте, се размножува и умира. И ги наоѓа неопходните услови за живот. Вода, воздух, храна и живеалиште. Но условите за живот не се насекаде исти. Ова веќе ни го започна Цветко со неговото размислување. Ова е нашата планета, да. Ова е нашата планета. Но на планетата Земја да го земеме како пример северниот пол. Знаете ли таму какви услови за живот има? Да. Нели? Северни. Северни. Какви се тие северни? Многу се северни. Ниски температури. Мразови. Снегови. Студи, премногу. Но таму можеме да ги сретнеме животните како жители во тие живеалишта. Поларните мечки, поларните лисици, пингвините и уште многу други. Фоките. Многу сретнуваме и човекот. Рековме дека е најсовршен, па тој си создал услови дури и на северниот пол. Животот во пустина. Какво е времето ако веќе прошетавме до северниот пол? Ајде да одиме на најјужната точка на земјината. Топка. Многу е топло. Премногу високи температури. Не, на најјужната е исто ладно, ја мислам. На јужниот пол е исто ладно. Ладно? Да, ова е во централниот дел. Во централниот дел. Екваторот. Да. Пустината, да, е многу топло. Премногу високи температури. Температурата е многу висока. Така. И на оваа слика покрај животно го сретнуваме повторно човекот. Значи тој си ги пронаѓа условите за живот дури и во пустините. А што мислите, дали сретнуваме растенија во пустина? Да, кактусот. Одлично. Кактусот веќе го препознавте. Што му помага на кактусот за да опстои толку долго во пустините? Па секако, неговата површина, која што абсорбира многу вода и која што му служи како резерва за сите топли денови. Да, кактусот ја складира водата. Така, тоа му е резерва за во сушните периоди и денови. Животни во топлите краеви. Тука се сите овие кои што ги нема кај нас, меѓутоа можеме во зоолошката градина да ги видиме. Лавот, зебрата,
слонот, антилопата, жирафата, Нилскиот конј, нилскиот конј, ета така. леопардот, леопардот, Така. читата. читата. Да, чита. Што е тоа чита? Кој чита? Личи на Ај, рис. птиците, да. Животот во вода, верувале или не, за некои живи организми водата се јавува како животна средина. Освен рибите, на оваа слика гледаме алигатори, делфини. Уште што друго би живеело во водна средина? Што мислите вие? Морското конјче, Супер! Китот, Така, морско прасе, Спанч Боб, така. Спанч Боб. сунгерот, морскиот. Сунгерот, да. школките. Сега, нема човекот да го Ракчињата. сретнеме во Ракчиња. водата и нема водата да биде животна средина за човекот, но затоа пак за растенијата сигурно ќе биде. Имаме многу алги, имаме оризови полиња, на кои што им е потребна вода и тие својата животна средина или условите кои што им се потребни за живот ги наоѓаат во водата. Ги имаме птиците на оваа слика, тие не живеат во воздухот, но не можеме да не ја спомнеме нивната способност за летање. Она што животните и човекот не го може, го можат птиците. И она што веќе ни го кажа нашиот другар, дека птиците преселници живеат во топлите краишта и секогаш си го менуваат своето место на живење, своето живеалиште во однос на периодот од годината во кој што се наоѓаме. Сега, како заклучок што можеме да кажеме од сето ова? Дека живеалиштето е простор во кој што живееме. И животните и растенијата имаат своји живеалишта во кои што ги наоѓаат неопходните услови кои што им се потребни за живот. Како живеалишта се јавуваат почвата и водата. За едните или за другите, човекот како најсовршено суштество го имаме и на северниот пол, и во пустините, го немаме во вода. Птиците имаат способност за летање, животните имаат способност за пливање и сето ова ни кажува дека на земјината топка постојат различни краеви и во зависност од тие услови кои што ги има таму, птиците, растенијата, луѓето, животните се навикнуваат на живот. И не би биле добри наставнички доколку не би задале одредена активност. Денеска за нашите четвртооделенци имаме следното. Го имаме следното. Нацртај неколку живеалишта и животни кои што живеат во нив. Ние не даваме многу пишување, но затоа пак ја сакаме креативноста кај нашите ученици. Нека цртаат, нека бојат и нека размислуваат за живеалишта и за условите кои што ги има во живеалиштата. Ви се допадна домашната? Да, одлична и многу е навистина креативна. Така. Може неколку примери да помогнеме. Каде живее мечката? Кое е живеалиштето на мечката? Ајде да размислиме заедно. Каде живее мечката? Мечката живее во зоолошка градина. Не, Не? не точно. Ама и во зоолошка И живее? таму ја Ја сретнуваме. има? Меѓутоа зборуваме за Во живеалишта. шумите. Во Во шумите. шумата Односно, живее. Некоја пештера. Пештера, тоа е Во дупка незиното некоја. живеалиште. Во дувло така. некое. Мечкино дувло. А Може да верверичката? ја Пештера. А кој е живеалиштето на верверичката и што на неја и треба за живот? Ова е лесно. Ова е лесно. Ајде, Каде Марија. живеат? На дрвјата. Во парк, во градски парк. Многу често гледам берберички. На дрвјата. Да. Во право сте. Сите сте во право за ова што го зборувате, значи секој има различно мислење, ние го почитуваме мислењето за сите и денешниот час по природни науки за живеалишта ќе го завршиме со оваа слика и ќе ви кажеме една кратка порака на сите вас. Дека планетата Земја не е собственост на човекот и дека не треба да бидеме егоисти и себични, туку да размислуваме и да ја сочуваме не само за нас луѓето, туку и за животните и за растенијата. Ви благодарам што не следевте и што бевте одлични ученици, ви благодарам и на вас за денешното.
за денешната покана. Се надевам дека ви беше интересно со нас. Многу ми е драго што бевте наши гости, навистина многу работи научив, се потсетив на многу работи што научив. И ние исто. А вие, драги деца, уживајте, чекајте, не сме завршиле, има уште. Одиме со джингл.